акција. Добро беше? Ти да отвика дека не се вика, вика дека вика се вика вели. Минтери шоу! Минтери шоу! Дечки, знаете што? Што? Морам да предвидам иднината. Ти не лажеш. Не лажам, стварно, дечки. Како тоа? Лесно, само треба да ве мирисам патиката. Нашите патики. Да ги мирисаш. Да? Јас не ти верувам. Што, да ми ја мириснеш патиката? Да. Нема шанси. Сакаш да видиш? Ајде. Патика, Јас не носам патики, туку носам чизми. чизма. Ти за кратко време ќе се чешеш и нема да можеш да престанеш. Како па да не? Дина, не, јас не ти верувам. Сега ќе верувам. Ништо ме чеша. Ауф. Леле. Многу ме чеша, мора да одам до тоалет. Ми реков? Добра си. Опа! Сака некој друг? Ајде да видиме на мене. Дина, јас пак тебе не ти верувам. Ама не носам патики, носам чевли. Добро, чевла. Повели. Ти за кратко време ќе икаш. Како па да не? Глупости. Сега ќе. Виде? Што ќе правам сега? Јас морам да одам до тоалет. Јас уште не ти верувам, Дина, кај мене нема да ти помине тоа. Добро, сакаш да пробаме? Ајде. Чевла? Не носам чевли. Чизма? Не носам ни чизми. Добро, патика. Ајде, Дина, баш да видиме. Ајде. Што направи ми ја фрли патиката? Што ти е, бе? Зашто ме фрли? Ти за кратко време ќе трчаш до надвор и ќе имаш караница. Господине, се чудам. Што се случи? Ништо, само предвидов иднината. Минтери шоу! Туширањето со студена вода е поздраво од туширањето со топла вода. Кој сака, нека проба. Не пробувам, неќам да ми биде ладно. Дали сте знаеле дека во реката Амазон живеат сладководни делфини и се розови по боја? Постојат розови делфини. Румен, дали знаеш дека јас во моментов сум најстара од некогаш што сум била? Дали знаеш дека јас во моментов сум најмлада од што некогаш што ќе бидам? А, што? А јас колкав сум? Ако сакате да се сетите на нешто заборавено, затворете ги очите и концентрирайте се 8 секунди. Ајде, добро. 8. На многу работи се сетив. Јас на ништо не се сетив. Минтери шоу! Значи вака, нели задутре ми е годишнина на мама и тата, така? И мислев сега да не правиме пак палачинки како и секоја година, да направиме нешто подобро. Може, имаш некоја идеја? Па вака мислев сега. Ама ми е жал за мама и тато, они толку не сакаат, толку се грижат за нас, а ние секоја година им го расипуваме и годишнина и роден ден и се.
Ама ни се плановиве ужасни, не знам што ќе правиме. Ами Господе, прати ни некој добар план. За мама и за тато, знаеш. Добра, разбра? Да, а знаеш што може нешто појако да направиме? Имам јас идеја. Значи вака, леле значи колку ми е криво што нема да успее ни овој план на Елоби. Затоа мислам дека треба јас да дадам идеја и мојата идеја да се послуша. Да, ќе завршам со зборување и јас ќе кажам убаво. Може така? Да. Добро. Да. Значи палачинки дефинитивно не правиме. Не. Добро. Направете вие палачинки, онака ништо друго не знаете да направите. На сварната направиме само палачинки. Да. Ей, утекна, можете и песна да напишете, да им напишете. Може. Може. Фала, Лина. Румен, ај донеси листи пенкало. Фала ти, Румен. Фала, Румен. Ти ќе пишуваш? Да. Ајде. Како да почнеме? Па може розите се црвените, мјанушките се сини. Ми треба 200 денари земав од кај тебе, извини. Од кај мене? Извини. Филип! Најбрзиот авион во светот може да лета со брзина од 3529 км на час и бил направен во 1966 година. Се уште е најбрз, а толку одамна е направен? Знаете зашто рибите живеат во солена вода? Знаете зашто биберот ги тера да кива. Нешто како демек сол и бибер. Дали знаете дека левиот бубрег е сместен повисоко од десниот? Па не сум знаел, не можам баш да видам внатре во мене се. Сте знаеле ли дека НАСА плаќала по $12,000 за некое пенкало што може да пишува во Вселената, а Русија земала молив? Паметно размислување. Дали сте знаеле дека жвакањето мастики е забрането во Сингапур? Среќа што не е забрането кај нас. Среќа, да. Што не е? Забрането. Сте знаели ли дека во една снежна бура има 38 милиони тони снег? А што е тоа? Тоа е многу снег. Внимание! Овие експерименти се вршат под стручен надзор на професионалци. Во нив се користени хемикалии кои може да му наштетат на човековото здравје. Користени се сите превентивни мерки за безбедност. Ве предупредуваме да не ги правите во домашни услови. Добар ден, драги гледачи. Бегај бе! Бегај! Не може бе! Што не може? Бегај! Добар ден, драги гледачи. Значи денес ќе ви покажам еден, се надевам, интересен експеримент. Тука имам така наречена UV ламба. Внатре има таков метален цилиндер. Тој е црн. Тоа е за да ја блокира видливата светлина, да ја пропушти само ултравиолетовата светлина. Ултравиолетовата или UV светлината е еден тип на светлина, како и секој друг, кој има одредена бранова должина. Бранова должина е, бидејќи светлината е направена од фотони, како што може би знаете. Фотоните се многу мали честички. Тие се не се само честички, туку се исто така и бранови. Тоа е малку чудно, така, ама не е битно. Битно е дека тие бранови секогаш на одредено растојание, нели, наречеме на 1 метар, има еден бран. И сега тие бранови се обично многу ситни. Например, видливата светлина е од 380 до 780 нанометри. 780 е некоја црвено-виолетова таква чудна боја, а 380 е виолетова, малата брана должина што може ние да ја видиме. Тој дел не е многу битен. Битно е за нас моментално UV светлината. Таа е уште поситна од видливата. Има поголема, како на пример инфрацрвената прво,
па после тоа микробрановата, како во микробранова печка што ставате нешто да загреете. Има радиобранови, тоа е кога слушате радио, интернет, кога имате такви некои работи. Обично, например, на почеток микробрановите се 0,1 мм, тоа е сепак многу големо за бранови. Инфрацрвените почнуваат на 700-800 каде што завршуваат видливите. Тоа се е супер, но нас не интересираат помалите, поситните бранови должини. Тие се пореактивни, поинтересни. Најситните што ги има се козмичките зраци. Тие се 0,0000001 нанометар. Тоа е многу мал. Нанометар е, знаете, 1 метар е прилика толку, така? Не е нешто многу мало, многу големо. Сантиметар, стотинка од метар, толку од прилика. Милиметар, уште помал. Нанометар е, ако имам 1 метар и го поделам на милиарда делови, едно од тие е 1 нанометар. И ние тука работиме во нанометри. Ултравиолетовата светлина е уште помали бранови има од видливата. Таа ние не можеме да ја видиме со нашите очи, бидејќи немаме сензори и така натаму. И ултравиолетовата светлина генерално се дели на овие 4 дела. На УВА, ултравиолетова светлина А, ултравиолетова светлина Б, С и вакуумска ултравиолетова светлина. Таа вакуумската се наоѓа во Вселената и е многу опасна, јас тука немам ништо такво. С може да се најде во некои ламби што се за убивање бактерии, за дезинфекција, за такви работи. Ова е Б и А. Тоа не е многу опасно. Сепак може да ги оштети очите, но исто како и било која друга светлина, освен што е невидлива, затоа што е многу лоша. Например, ако многу јако ми свети мене ултравиолетова светлина, јас не знам дека ми свети, може да ослепам од тоа. Ама ова е доста слаба ламба, тоа е во ред. Тука имам тоник. Тоа е кинин, чија хемиска структура ЕВА, оваа е, доста е комплицирана органска молекула. Тоникот може да го купите од било која продавница, доколку сакате да го повторите експериментот, мислам. И идејата е, оваа молекула, кининот, под влијание на ултравиолетови зраци, испушта светлина. Испушта сина светлина, бидејќи ултравиолетов зрак, која ќе ја погоди молекулата, ја возбудува. Таа почнува да вибрира. Дел од енергијата што ја примила, ја преку вибрации, преку топлина и разни други квантни ефекти ја отпушта, ама остатокот од неа наеднаш испушта целата во друг фотон. Но овој вториот фотон е со поголема, поширока бранова должина. Тоест сина светлина. Сега ќе ви покажам. Како што можете, тоест не можете да видите, има ултравиолетови зраци тука. Може би да видите мала виолетова боја, тоа е бидејќи најситните видливи фреквенции на светлина, можеме сепак ние да ги некако малку да ги видиме. Ова е прозирно сосем. И доколку пополека го доближам, можете да видите дека е осветлено сино. Кога ставам мојата рака, нема сина боја, но во шишето има. Како тоа? Епа, ултравиолетовите зраци, како што ви кажав, реагираат со кининот и испуштаат сина светлина. Еве е сината светлина. Сега ќе видите на малку помала светлина, за поубаво да може да се види. Светла! Како што можете да видите, шишето доста силно има некоја сина боја. Сега ќе го наместам на средина на масата, како што можете да видите сината боја веднаш ја снема. Видиме вака. Тука како што можете да видите, шишето свети. Бидејќи тоникот има во него растворено CO2, тоест јаглерод диоксид, тоест е газиран, можеме да правиме некои интересни ефекти во slow motion. Тато ме бола
Абе, од што те болат нозе? Абе, тато, тренираш. Тенис. Тенис тренираме, тато. Абе, од кај па ти тенис да тренираш? Кој од наша куќа тренирал тенис? Ја. Бог да чува тенис. Господа. Фудбал, сите нормални луѓе. Кошарка ти тенис. Да, бе, да, ти. А ти што си тренирал, бе, тато? Ти ми убица, од срамота. Не можам више да те издржам. Еде онде. Наврнавме, ме болат нозете, не знаеме кај е. Слушај да ти кажам. Значи, мене брукај тука пред улица. На улица, луѓе има. И ми брукај, срамота. Хаки, стај капуляча. Зашто, бе, тато? Стај капуляча. Ене, онде има. Ајде. Кажи ми ти каде требаше да ја носиме масава? Во градски зид. Градски зид. Абе, градски зид ти е од овде до таму, преку улица од онаа страна и од оваа страна. Каде у градски зид? Па ја Девети мислам, спрат. Кај? па ја да мислам дека градски зид е зграда. Носиш ли маска? Не носам. Зошто не носиш маска? Кога знаеш дека има честици. Тато, значи, а ти зашто не носиш Што има? маска? Што имам? Ти ме прашаш? Јас сум голем и брада имам. Ајде. Брада имаш, вау. Еве, сега не те врне, да застанеме да ти покажам. Ама тешко ми е. Не, најсериозно. Значи ова беше фан. Да, колку работи треба да запамтиш? Број на зграда, влез... А ти зашто не запамтиш? Мене ми ли кажа кај да ја носиме? А мене не ми кажа градски зид. Статинце да научиш. Мене ми кажа некоја трета зграда. Трета зграда. Која трета зграда? Кога отидеш градски зите и таму... Тато ја не гледам зид некој градски јака. Јас само згради гледам. Да. Што не кажа дека градски зид е од згради? Од на Кенжо Танге времето е ова. Тој ли, да. А, го знам тој. Немој да ми пререкуваш, јасно? Ти да не ми пререкуваш ми. Ама виде ти обяснаме на работа. Ке те натерам сам да ја носиш масава. Кај ја мъкнам тука, не си замисли. И сега кај идеме, тато? Јави се на мајка ти. Ајде, имаш телефон? Неам. На ти го моја. Јави се на Не мајка ти го знам пасвордот. Еве на прстите. Ајде. Јави се на мајка ти, прашај која зграда, кој број, каде, градски зид, кула ли е, шо ли е, од ниски Чекај се. високите. Ајде. Абе, овие генерации, бе. Не е достапна. Ете, не е достапна, глеј. Не е достапна. Лицето го баравте. Лицето кога го баравме, го немаше. Сега кога нема лице, кај да идеме? На девети спраците ќе ги шетамеш. Сега како градски Сите зид ќе ги шедеме. Нема, добро, нема проблем. Добро. Дечко, масава да не сакаш да ја земеш? А? Да, ајде. Ќе плукна ми маш, све, никој не ја сака да... Враќај назад таму. Кај назад сега? Таму кај зградата, кај да не врне. Иди, тунело. А што наша е масава? Наша, ти ми треба да ми кажеш, не ја тебе. А не треба Јас- они да ни ја платат, зашто ние не ли си Па што има да купивме? ни ја плаќаат? Па не ли? Ја носи, стај тука да не на луѓе да не сметаме на пат. Кој ќе преврне? А кај ја носиме масава? На некој човек? На некој човек ја носиме? Па ја носиме кај тетка ти, како кај ја носиме на тетка ти на мајка ти. Или ја дојди малце. Што би да го за храна? Ништо, слушај сега, слушај да кажам се. Сега го зетнав Марко, го знаеш Марко? Не. Добре. Значи, не сум се видел одам, еве ти телефон. Кога ќе видиш со мајка ти, кога ќе ја достапиш, пошто нели е недостапна женскава, кога ќе ја достапиш, прашај тетка ти која што адреса да ти даде овој. Обавезно ја носиме масава. Јас сега ќе идам пиу кафе да пијам со Марко. Значи, позади Кафе. Кафе, бе. Ќе пиете кафе и мене? Вамо, десно. Мене ме оставате. Не те оставаме. Ја те оставам со масата. Чувај ја масата. Важи сине? И кога ќе ја добиеш мајка ти, Да ми дадеш пол од парите. Не се се. Да ми дадеш пол од парите. Ајде. Ајде. Ајде више, ајде. Нема више нормални луѓе тука.
До сега највисока измерена температура на човекот е 46 Целзиусови степени. И чекай, не ми ја? Имам температура, се ми боли. И мене ме боли глава цел ден. Значи смирете се, никој нема температура. Знаете кога ќе појдете во кино и кога пред почетокот на филмот даваат трейлери за други филмови? Епа тие порано ги давале после филмовите. Колку подобро така да не мораш да чекаш. Стварно, воопште не е убаво да се чека пред филм. Французите имаат обичај додека вртат палачинка во тавче да си замислат желба. Јас кога вртам палачинка имам една желба, да не ми падне. Ако слушате музика, чукањето на срцето се синхронизира со ритмот на музиката. А што ако слушам многу спора музика? Бебињата плачат од 1 до 3 часа секој ден. Секој ден! Во креативниот центар Тинтири Минтири неодамна се одржа надпревар за најдобар монолог. На надпреварот се пријавија 72 учесници на возраст од 5 до 18 години. И во оваа епизода ви представуваме еден од победничките монолози на Ванеса Ѓоргиева. Мирисот на дожд, измешан со мирисот на свеќе од ванила. Мирис на есен. Поосамено од обично. Не јас, есента. Мене ми е добро. Го комбинирам старото со новото. Собирам изминати моменти. Кој може да му обвини? Студено во време ми ги врати спомените. Премногу се. Особено во сезоната на грозјето. Додека внимателно ги одбирам најубавите зрнца, нивниот вкус ме потсетува на изминатото лето. Не можам, а да не се сетам на тебе. На тебе, Марија, на тебе, на кој друг? На тебе и нашето лудо лето. Се сеќаваш ли? Кога се шетавме по чаршијата и таму сите чекаат да почне светското во фудбал, па ајде ние седнавме да гледаме, не дека нешто се разбиравме. И дали ти се верува, 30 секунди пред крајот на надпреварот, Модрич ја превзема топката, почнува да се движи кон голот, трча силно, топката му од левата во десната во левата нога, шутира кон голот и ние изрипаме кај гол! И потоа сите во кафичот се свртеа и зачудено не гледа. И ние свативме дека тоа не било гол, тој промашил. А ти, Ангела, мислиш дека тебе те заборавив? Не. Се сеќаваш ли ние кога пробувавме да играме исто како Модрич и ти кога силно да ме шутнеше топката и никогаш не стигаше до мене, бидејќи секогаш некој друг од позади ја земаше. Но нема врска, што правев јас? Стоев како голман кој чека топката сама да му дојде. Да живее Модрич и да живее есента! Тинтири Минтири шоу! Тинтири Минтири, 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 Тинтири Минтири шоу! Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме Тинтири Минтири шоу! Тинтири Минтири, Тинтири Минтири.